слободата. Имаме предизвик пред нас да организираме слободни избори. Еве слободно изразената волја на граѓаните на Македонија. Дочекавме слобода и гласа на граѓаните. Дозволете прво да им честитам на сите граѓани на Република Македонија. Јас сум горд човек што го живеам времето кога Македонија демонстрираше слободна волја, исклучително фер, демократски, регуларни и кредибилни избори. Со тоа сите победивме во нашата земја. Навистина, преку слободно изразената волја, ги заокруживме промени. Народот ја испрати пораката, даде подршка на новите политики на владата, даде подршка на едно општество за сите, даде подршка за раст и развој на економијата по Република Македонија. Почитувани граѓани, дозволете, според тоа што го имам како информации и овде да соопштам каде се победивме коалицијата предводена со Социјалдемократскиот сојуз. Победивме во Ѓорче Петров во првиот круг. Победивме во Каркош во првиот круг. Победивме во Центар во првиот круг. Победивме во Аеродром во првиот круг. Победивме во Шуто Лидери во првиот круг. И чекаме тесна разликата дали ќе победиме во првиот круг и во Кисела Вода, и во Бутол, и во Газибар. Но едно сигурно облегуваме како фаворити во вториот круг, за кој што секако продолжуваме внимателно пред граѓаните да ја заокружиме победата. Продолжуваме понатаму. Победивме во првиот круг во Зеленико. Победивме во првиот круг во Рачиново. Победивме во првиот круг во Куманово. Победивме во првиот круг во Ранковце. Победивме во првиот круг во Крива Паланка. Победивме во првиот круг во Кратово. Победивме во првиот круг во Кочани. Победивме во првиот круг во Пекчево. Победивме во првиот круг во Делчево. Победивме во првиот круг во Берово. Победивме во првиот круг во Конче. Победивме во првиот круг во Радовиш. Победивме во првиот круг во Василево, во Босилово, во Ново село, во мојата Струмица победивме со 6.700 гласа. Победивме во првиот круг во Валандово, победивме во првиот круг во Богданци, победивме во првиот круг во Дојран, победивме во првиот круг во Гевгелија, победивме во првиот круг во Демиркапија, победивме во првиот круг во Неготин, победивме во првиот круг во Лозово, победивме во првиот круг во Велес, победивме во првиот круг во Прилеп, победивме со 12.000 гласа во првиот круг во Битола, победивме во првиот круг во Ресен, победивме во првиот круг во Охрид, победивме во првиот круг во Деварца, победивме во првиот круг во Вевчани. Еве како стоиме во градот Скопје. Од 685 гласачки места ги имаме резултатите во 469 гласачки места. Остануват уште 216 гласачки места. За нас 75.626,
за нашиот политички противник 53.800. Ова е разлика од 21.800 гласови. Ако трендот продолжи така, имаме победа уште во првиот круг. Ќе ми простати некои општини по кои што победивме како кривогащани, победивме во првиот круг. И сигурно Ростуче, Мало и Ростуче победивме. Крушево победивме во првиот круг. Јагуновце победивме во првиот круг. И веројатно има уште неколку. Но она што е важно, почитувани граѓани, да вистина граѓаните покажа колку се важни локалните самоуправи и општини. Сакам да им порачам на новите избрани градоначалници и на советниците од нашата коалиција. Ерата на локални шерифи заврши. Врската сега ни е уште поголема. Во Македонија има живот за сите. И дадоа голема чест, но и одговорност нашите граѓани. Сега повеќе нема изговор. Засукување ракавите и работа за нашиот народ, за сите граѓани подеднакво на сите краишта од нашата убава Македонија. Затоа што нашиот народ тоа го заслужува. Единство, сплотеност, равноправност, обединетост, здруженост. Концептот успеа, почитувани граѓани. Заедно сме, сплотени, едно општество за сите. Здружени, топ не бие. Само сплотени, единствени, Македонија ходи напред. Затоа препорачувам на сите носители на јавни функции, и на локалната власт, и на централната власт, внимателно да си го слушаме нашиот народ. Нашиот народ знае што е исправно и нашиот народ знае што е приоритет. Ветивме, ќе бидеме сервис на граѓаните, ќе извршуваме како тие ќе диктираат и под кои ноти тие ќе свират. Ние има да слушаме и да работиме. Најавивме ново време на одговорна, транспарентна власт и има во Македонија ова да стане правило. Апелирам на честност, апелирам на посветеност, апелирам на одговорност пред нашите граѓани. Тоа не задолжија сите. Навистина дочекавме и сакам да бидете среќни. Времеше, почитувани граѓани. Времеше борбата, времеше жртвата, времеше заради нашата Македонија. Вечерва да прославиме, од утре одговорно и посветено, со почит према секој граѓанин, без разлика дали гласал за победничката коалиција или не. Ние сме одговорна локална власт и одговорна централна власт пред сите граѓани. Има да работиме равноправно и еднакво за сите граѓани. Затоа што ветивме и така е. Македонија е на сите, сите општини се важни, секој поединец е важен.
prvý kruh, kada ще nastavim, ve molam so poniznost i so počist prema Galijani. Ja se očekujem pobedata da продължи tamo, kada što ne uspеjaхме да я добиеме уште во првиот круг. Но со секој наш однос, со секој наш чекор, покажуваме какви сме и кои сме. Затоа, навистина имаме право после години борба да се радуваме и да се веселиме. Тоа ни следува и за тоа сме заслужни. Нека се радува Македонија и нека се весели вечерно. Македонија моја, Македонија наша, доаѓа добри времења за тебе. Ќе одработиме заради тоа што ти си ни се што имаме. Затоа, почитувани граѓани, нека ни е вечна и слободата, но нека ни е вечна и добрата иднина и перспективата за Македонија, за секоја општина, за сите граѓани, поединствена